Дали некој земјом има, дали некој право има, свето име света црква, да ти продава. Срам да ви е, арам да ви е, што направите. Златна земја, светоsti стави, ја продадовте. Срам да ви е, проклети пари, да ви пресегнат. Ваши деца, ваши внуци, да ве проклонат. Такви права, мајко мила, такви права нигде нема, само лаги свеци пришат, да те избришат. Такви права, мајко мила, такви права нигде нема, само лаги свеци пришат, да те избришат. Срам да ви е, арам да ви е, што направите. Златна земја, за пушти пари, ја продадовте. Срам да ви е, проклети пари, да ви пресегнат. Ваши деца, ваши внуци, да ве проклонат. Срам да ви е, арам да ви е, што направите. Златна земја, за пушти пари, ја продадовте. Срам да ви е, проклети пари, да ви пресегнат. Ваши деца, ваши внуци, да ве проклонат. Срам да ви е, арам да ви е, што направите. Златна земја, за пушти пари, ја продадовте. Срам да ви е, проклети пари, да ви пресегнат. Ваши деца, ваши внуци, да ве проклонат. Ваши деца, ваши внуци, да ве проклонат. Почитувани слушатели, денес е 26-тиот ден од украинската криза во Украина. Зборувам за Украина затоа што во Македонија и овде во западниот свет, каде што живеам јас во Австралија, медиумите се страшно еднострани, скоро се 100% еднострани, мајнстрим медиумите, кажуваат интереси само на Соединетите Американски држави, НАТО, на Европа и така натаму. Тука вклучена е и Австралија, исто така како некое прље пред магаре, што е како и нашата Република Македонија, предводена од Зоран Заев или пак како се викаше Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски, еден од неговите послушници. Зошто повторно зборувам? Зошто повторно зборувам? Затоа што е интересно
наеднаш како во Македонија, македонците, нашите послушници, оние лигуши и медиумите, мајнстрим медиумите воопшто не сакаат да прочитаат, да истражат, туку ја нападна Русија, но дека е носител на оваа катастрофа во Украина. Меѓутоа, дел од научниците во Америка, независни научници, кажуваат дека не е тоа Русија, туку примарната, основната вина за војната во Украина се Соединетите Американски држави и нивната долготрајна политика. Впрочем, и мојот настав е така. Ние имаме вечни сојузници и немаме вечни непријатели. Само нашите интереси се вечни, а тие интереси се нашата должност да ги следиме и да ги браниме. Ова е речено некаде од еден премиер на Британија, се вика Лорд Палмерстон, премиер е на Британија 1855 до 58 и 1859 до 65 година. Тој кажа дека немаат вечни пријатели или вечни непријатели, туку нивните национални интереси се вечни британските, што се покажува. Една констатација сакам да кажам, почитувани слушатели и вие кои ме следите на социјалните мрежи, нивната демократија, либерализмот во Западот се базира не на што она ќе речи председателот или премиерот или прајм-министерот, тие имаат вечни стратегии, вечни интереси, а пак изборот на председател во Соединетите Американски држави или овде во Австралија и Нов Зеланд, Канада, па и да кажам во Британија, се е само едно бришење, миење на лицето. Инаку, никој не смее да мрдни ниту 1 сантиметар од зацртаните политички, геостратегиски и американски интереси или британски интереси. Борис Џонсон, сега мислите дека тој ги ја води политиката? Не, тој е одличен папет, еден обичен глаучи, го гледате, не иче што станува од спање немијан, така раздушавен, иако самиот е правителството, но понаше така изгледа. И како некој биол ќе стане и кажува сега што ќе прават против Русија. Сега да не ширам многу, истите се работи и со Соединетите Американски држави. Мислите, онај испомочен, испостран председател Џо Бајден дека нешто прави, дека нешто знае, работи, памети нешто? Апсолутно не. Тога се има тие нивна стратегија, нивна политика, тој доден доплакан старец сега ќе водел политика и ќе се спротивставувал на Путин и на Русија. Мислам, тоа е невозможно, но сакам да направам една дистинкција помеѓу вечните интереси на Западот, особено на Британија и на Соединетите Американски држави, наспроти Истокот, кој откако се распаѓаат царствата, имаат председатели, долготрајни или вечни председатели, кои ја држат политиката, интересите на државите, како што тоа е во моментот Владимир Путин. Знаете што се случи со Јелцин, знаете што направи исто така и Горбачев, ги продадува националните интереси на Русија. Во тоа време уште еднаш ќе се навратам, јас не знам дали ќе можам, меѓутоа ќе видам дека ќе можам нешто да направам. Во тоа време, кога се распаѓаше, повторно се вратам на договорите помеѓу Америка и Русија, Горбачев и Русија.
Беше тоа време кога подпиша едностранни договори за да нема ширење на НАТО. За да нема ширење на НАТО, ниту една педа од она што се договорија во 1991 година. Меѓутоа, тие беа излагани како и секогаш, американците тоа го прават, тие се мајстори за тоа, а и ниту се осудени во светот од некого за геноцид, затоа што знаете колку држави растурија тие, како Афганистан, како Ирак, како Либија и така натаму. Ги имаме многу држави. Еве тука ќе се задржам јас како тие го имаат замислено Путин да го представуваат во светот. Еве конфликтот во Украина, Владимир Путин is the main cause. Значи главниот проблем е Владимир Путин, а додека исто така втората пропаганда што треба да оди и оди сега низ сите земји во светот, оние западните, Putin is crazy or irrational. Putin is bent or creating a greater Russia. Putin bears marked resemblance to Hitler. Значи Путин е главниот проблем на рачето на војната. Путин е будала, ненормален или ирационален. Путин исто така ја создава голема Русија, е враќа назад голема Русија. И четвртото, Путин е ништо ни помалку ни повеќе, туку е Хитлер. Со овие пропаганди излегоја американците и не само тоа, не само американците. Меѓутоа, корените се подолги, почитувани слушатели. Пред да дојде Путин на власт, зборував си во минатите наши програми дека ова што го кажуваат американците што подпиша 1991 година воопшто не се држуваат. Тие имаја свој таен документ Бушова на Буш, Џорџ Буш доктрината. Со таа доктрина тие тајно и се спротивставија на Русија, односно имаја цел Русија да ја растурат и од таа Русија да создадат три делови, три Русии да создадат, едната да биде во Азија, а другата азиска Русија да биде една држава европска Русија, а другата во Сибир. Првото проширување и прекршување на договорот беше 1998 година, кога во НАТО влезе Полска, Унгарија и Словачка. Тогаш беше првото прекршување што го направија, второто прекршување беше кога ја зачленија Естонија, Латвија, Литванија, Романија, Бугарија, Албанија, Хрватска и Словенија. На сето ова Путин им возвраќаше, почитувани слушатели, дека не треба тоа да го прават, дека нема потреба, дека Русија не е опасност за Европа. Но наспроти тоа, тие продолжија си ги водат своите политики и во 2008 година, односно пред тоа 2006 година, во нивните планови скроени, Украина ја ставија на листата за введување на НАТО заедно со Џорџија. Тоа Путин на ова Путин се и Русија, нормално сите се спротивставија жестоко, меѓутоа НАТО и Америка воопшто не реагираа на барањето на Путин, Украина, дека не може да влезе во НАТО, особено Украина и Џорџија. Тоа го игнорира американците. 2008 година имаше и официјална покана за Украина да влезе и Џорџија. Понатаму тоа како да беше малце, ова беше големото нет на Русија спрема големите сили од западниот дел.
Еве, ова што го гледате, NATO's final declaration, Bucharest Summit, April 2008. NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed today that these countries will become members of NATO. На ова се спротивставе Путин премногу и Русија дека и со примери дека како би реагирале американците ако русите влезат во Мексико, во Америка, на нивната граница, за да воспостават нуклеарни бомби. Еве, и пред вас овде гледате, го имам и вие, почитувани слушателите, ги објаснам на вас, игнорирајќи све американците и НАТО, го започна со она портокалова револуција на 21. ноември. Јануковиќ ја одби поканата од Европската унија, а тука беше насмешена Европската унија. Некаде на 1 декември во Украина, подкрепени со американски големи финансиски пари, беше таа портокалова револуција, онаа иста шарена револуција во Македонија, која го собори Груевски, а ваму го соборија. Ова беше државен удар на Мајдан, на плоштадот во Киев. Се соборе власта, проруската власт, и го спостави тогаш Порошенко, го донесува на власт, а потоа после Порошенко дојде овај Зеленски на власт. И видите сега, проблемот е во тоа што Зеленски е спремен да се бори до последниот украинец, односно Америка е спремна да се бори до последниот украинец во Украина. Замислете, тие сега наместо да воспостават еден мир во Украина, да се откажат од проширувањето и од жртвите, невините жртви во Украина, затоа што тие се производ на основната, примарната политика на Соединетите Американски држави и на НАТО и реакцијата на Русија од страна на Путин. Реакцијата ниту едната, ниту другата за мене се исправни, затоа што станува збор за илјадници жртви. Украина станува и наликува се повеќе и повеќе на Сирија, а пак градот Мариупол наликува на градот, на сирискиот град Алепо. Ако се сеќавате како Алепо беше изрушен до темели, никој не им беше гајле. А тука знаете која беше причината? Причината беше катарскиот газ. Катар под контрола на американците сакаја газот да го спроведат преку Сирија во Европа. Русија не дозволена, застана на страната на Сирија, на Ал-Башат, и се водеа жестоки борби до кога до крај уништени градови во Сирија, но тие нивни интереси кои ќе дојдат, многу е важно, почитувани слушатели и вие FB пријатели, да знаете како што е насловот на ова мое зборување, дека нивните национални интереси се вечни, кога ќе дојде и во прашање американскиот интерес и интересот на НАТО, воена организација, тогаш не гледаат тие човекови, нема хуманост кај нив. Нема никаква хуманост кај нив. Зошто нема хуманост? Затоа што тие не отстапуваат од интересите, вечните интереси. Без разлика колку ќе има жртви. Тие ќе најдат со нивните медиуми, CNN, BBC и така натаму. Знаете што се случуваше во Југославија 99 година, па после тоа, после војната, да излезат, да кажат од пензионерските клуби дека се што кажале се излагале. И тоа е така. Ајде да кажеме обвинувањата, сакав минатите емисии да подсетам тоа, меѓутоа е мојата можност сега. Американците и британците докажаја со прв пример во светот за нивните интереси
со македонците. Ние македонците сме првиот пример во светот кога тие употребија напалм бомби во Егејска Македонија и ги сотреа нашите македонци, војници, цивили, деца, протераа 3-40.000 деца од Егејскиот дел на Македонија, изгореа Вичо планината, изгореа Грамос планината, а воопшто не им беше гајле што денес ние имаме раселени македонци по сите тие држави, дури овде во Австралија, Канада, Америка, како последици и на интересот на американците и британците. Тие не гледаја дека протераја деца голи, боси, дека убиваја деца, убиваја невини цивили низ селата македонски во Егејскиот дел на Македонија. И исто така албанскиот експанзионизам кој тие го имаа зацртано во оваа нивна доктрина 91 година, 92 година, дека албанскиот екстремизам ќе го шират и ќе го помага. Ние видовме тоа 2001 година кога од Косово нас не нападна НАТО заедно со Косовската заштитна бригада, нападна Македонија и го загрозија интегритетот на Македонија. Со тоа ја го прошириат албанскиот екстремизам во Македонија и услови за федерализација на Македонија и бришење на македонскиот народ како носител на државноста на Република Македонија. Сето тоа не го правеа пред очите и да не се правиме многу така удрени, току знаеме дека се уште ние имаме раселени како она што се случува во Украина, така уште имаме ние од 2001 година македонци кои не се вратени назад. А пак да не зборувам за македонците од Костур и Костурско, од Лерин и Леринско, од Воден и Воденско, од Солун и Солунско, од Трама, од Кавала, за тие македонци да не зборувам кои се раселени и воопшто не се вратени во своите домови, па ниту им дадоа право да се вратат во своите домови. Ете, почитувани слушатели, ова пред мене што е, гледачи, пред мене е картата на Украина. Украина е многу стратешки, многу опасна држава, затоа што половината е со руско население, половината е со украинско население. И затоа русите се спротивставија жестоко на Западот и им рекоа дека воопшто нема ни потреба. А и овие професори со кои комуницирам од Америка, Австралија, кои ги познаваат овие интереси на американците, кажуваат дека сега подкреваат воената индустрија и вработувањето во Америка и во другите држави, за да се употреби сега напластеното веќе старо оружје. Украина сега наликува исто како и Сирија и ќе се потроши таму. Еве Америка, Австралија купи оружје, па исправи ќе сега помош со чии пари, со наши пари, но ние не можеме да го спречиме тоа. Но уште една работа сакам да кажам, дека американците пред неколку месеци го обновија квадрилатералниот безбедносен диалог, тоа е сојуз, кинезите го викаат кој е подеднакво опасен со НАТО. Во овој сојуз влегуваат Австралија, Јапонија, Индија и Соединетите американски држави, исклучена е Кина. И затоа Кина соработува со Русија. Значи, американците имаат влијание во Европа преку НАТО, а во азискиот дел на светот имаат преку ова организација КВОД се вика, значи квадрилатерален безбедносен диалог помеѓу овие 4 држави и тие се предводени од американците и на оваа страна овде, например, ако дојди до Кина да го окупира Тајван, одма ќе реагираат тие и многу други острови овде кои се спорни со Кина и со Русија, Јапонија со Кина и со Русија, Кина со Тајван и да не набројувам многу, тие се многу далеку од нас. Ете, на овој начин сакав да објаснам до некој степен како ќе оди војната во Украина. Војната во Украина нормално ќе се заврши на столица со преговори, меѓутоа американците се среќни, го наоѓаат
Зоран Шупелка, го наоѓаат Зеленски Шупелка и американците спремни се да се борат, а пак нашите, како ќе го спомнам денес Милевски, го расипа расположението, Горан Милевски од либералната партија во Македонија побара да се протера рускиот амбасадор. Ете, еден лигуш таков и тој, како да кажам, Зеленски. Видете, Зеленски воопшто не е свесен дека милиони и милиони, некои независни медиуми велат дека околу 10 милиони украинци се раселени. Не се знае бројот на жртвите во Украина, меѓутоа раселувањето е силно и големо. Убиствата се катастрофални. Жртвите, сето она што се случува е катастрофално, почитувани слушатели. Никој не сака да види со себе. Особено ние македонците знаеме што значи да замениш само со и безгајќи, извинете на мојот израз, да замениш и безгајќи гол бос, оние деца бегалци од 48 година, оние изгорени куќи на македонците во егејскиот дел на Македонија. Па истото беше и 2001 година со дел од македонците во северниот дел на Македонија. Се не знам дали да речем северна. Не ќе знаеме дали е северна Македонија или северниот дел на Македонија, како ќе ги опишуваме тие работи. И замислете сега нашите лигуши од Република Македонија, од Македонија, почитувани слушатели, зафатени се со проблемите светски. Демек тие толку силни, како да кажам, ги решија проблемите во Македонија, па сега ќе ги решаваат проблемите на Украина, која е од 50 милиони стана 42 милиони. Еве како Украина ја пуштија низ вода. Кој ја пушта Украина низ вода? Па го најдоа оне зелен Шупелка, како Зоран Заев. Зоран Заев ја пушти Македонија низ вода, и го смени името, историјата ни ја смени, јазикот ни го смени, културата ни смени, се смена што е можно, и еве сега го нема. Па го нема, нормално ќе го нема. Украде се што може, го збогатија колку што може, донесе сега една друго тикаре, не знам дали знаете што е тикаре, како Ковачевски, и сега тој ќе ја водел Македонија. Каде тој ќе ја води Македонија, што велеше Чкајлја, каде јас да ти водам записник, друже, кога цел ден денес водев волови. И сега кога сум водел волови, како ќе сега уште да работам? Тој не знал дека со пенкалот дека треба да пише. Така и Зеленовски од Украина им дозволи на американците да ги уништат, да убиваат, да рушат војната, американско-руска војна. Нема бегање од вистината, нема бегање од тоа. Меѓутоа, како што велат американските научници, примарната одговорност за оваа војна лежи во Америка, а не во Русија. Америка му тропна на вратата на Русија. Русија не отиде во Америка. Отиде Америка на вратата на Русија. И што бара таму? Што мајка бара таму? Отиде да им помогне, отиде на гости? Не отиде на гости. Или пак овој многу е опасен стариот издратален старец, Бајден. Бајден какви бакрачи, да не се изразувам така, ми доаѓа неубаво на душата. Меѓутоа, Бајден ќе водел политика. Тие имаат вечна политика, тие имаат вечни интереси и ќе најдат некој таков кој се оди и се млоча на 80 години по аеродромите и на состаноци спија таму, не може да го разбудат. Или пак ова налудничавото наше, Шупелката го најдоа таму, испукан во очите. Му дадоа плата на неколку души околу него, на илјадници души, му дадоа плата американски пари. Еве го истиот и Зеленовски. Тие такви сакаат, тие не сакаат луѓе стабилни, сакаат, ако има луѓе стабилни, тие не ги сакаат. Еве во Бугарија го ставија истиот човек. Но да се вратиме денес, кога требаше се спремам за на работа, го слушам Горан Милевски,
како зборува дека американскиот, односно рускиот амбасадор требало да се протера од Македонија и дека тој со нивната партија, либералната партија во Европа со другите братски и сестрински партии донесле силни одлуки. Замислете сега тој од Македонија. Едно таа партија што е ништожна во Македонија, еден човек е партија. До друга страна, гледајте сега што се дава простор, зборува и зборува онаму каде што не треба. И тоа што не треба. Наместо да се го касни малку јазикот и да зборува за пописот сега што ќе излези во Македонија и она што го слушнавме Апостол Симовски, тој никаквец директор на пописот на Државната комисија, изборна комисија, односно пописна комисија, сега кажува дека ќе бил непријател број 1 во Македонија. Па нормално ќе бидеш непријател број 1 затоа што бројот на македонците го спуште можеби до 50%, се качи бројот на албанците, се зголеми бројот на бугарите, направивте партиски договор Али Ахмети и Зоран Заев и тебе те исплатија неколку милиони долари, му обезведи живот на твоите деца и на твоите внуци и ти ќе си одиш, ќе замениш како непријател број 1. Но, например, да додиш во Австралија на печалба и да чистиш нужници и да работиш кај кокошките, ќе уживаш по островите некаде и така натаму. Воопшто не се занимаваат почитувани слушатели со интересите на македонскиот народ. Тие завзедоа страна и санкции против Русија. На Македонија излезот за обстанок на онај обичен земјоделец од Кавадарци, од Битолско, од Преспа, Росоман, оние кои гледавме од Кочани, кои ги имав јас на радио со интервју, зборуваат како ги фрлаат јаболката, праските, кајсиите, грозијето, тутунот прилепчан, како го фрлаат. И овие им ставија санкции на Русија. Замислете, санкции на Русија и многу силни, како таа министерката за одбрана, што отиде во Британија да ни ја испеат песната Јовано Јованке. Не баре ние не знаеме да си ја пуштиме Јовано Јованке, ама ете тие исполнувале и желби лични, таа е била лична желба на министерката, платена со македонски пари, со пари на македонците. И за албанскиот експанзија во Македонија, на Косово, во Србија, во Црна Гора, во Грција и така натаму, тоа е подкрепа на Америка. Ако не се тие со силни финансиски средства подкрепени и со воено оружје, како што е подкрепена се Украина, гледате колку се го продаваат оружјето. Масовно се продава оружје, од друга страна масовно гинат невини деца, стари, луѓе и така натаму. На никој не им е гајле за тие жртви. Исто беше и во Македонија. И сега што имаме како резултат од тоа? Како резултат од војната имаме 10 министри албанци во владата на Македонија, 10 се македонци, а половината од нив се власи, се срби, турци, роми и некои други националности. Сега ќе ни приклучат и бугари во уставот, затоа што нема понатаму мрдање, во уставот ќе влезат бугарите како такви и тие ќе си го најдат своето место во Македонија. Им се плукнавте на македонските револуционери, им се плукнавте во историјата на македонскиот народ, а сегашните нас македонци, како млитава генерација, многу млитава, боранија генерација сме, ништо не превзедовме, ништо не направивме, да ви се спротиставиме, барем со едно јајце да удревме по глава. Со едно сматко јајце да удревме по глава, да имавте нешто како остаток, белег да запамтите. Ништо не направивме ние. И ќе ги внесите и бугарите во уставот. Се откажавте од македонците во Егејскиот дел на Македонија.
Го слушам ова Горан Милевски, вели, на Бугарија уставот е таков, многу е стриктен уставот, не признава малцинства. И како нивниот не може да се смени? Како што го смена Зоран Заев уставот на Македонија, го направивте како женски чорапи. Жените ги менуваат повеќе чорапите од помалку чорапите од колку вие што го менувате уставот. Само нема кој да стани со лопати, вили, наподни, да те збрка, да те избрка по улиците на Битола, да не знаеш кај ти е крајот, па ќе те видам како ќе зборуваш да протераш руски амбасадор и кинески амбасадор, па и така натаму. Те не се македонски интереси на бркањето на руски дипломати. Имаме историја, тесна историја со Русија, дека македонците, имиграцијата македонска била во Сајнт Петерсбург, била во Москва, оттаму доаѓаат, се враќаат назад, го организираат македонското население, што во 19-тиот век за една нова држава, за една модерна држава, и не можете да направите споредба на Македонија со Украина. Апсолутно. Македонија е античка држава. Македонија има име со Александар Македонски, со Филип Македонски, потоа со цар Самуил имаме ние име. Имаме ние древна, имаме ние култура, цивилизација имаме образование. Зошто се крие универзитетот во Охрид, Охридскиот универзитет, туку се форсира Болонјскиот универзитет, затоа што не им одговара на овие западни сили. Јас ве охрабрувам и вие малку во Република Македонија да позборувате и дај прочешлете малку по-добро, да видите кој е виновникот за војната. Не поводот, кои се причините, кој ги создаде сите тие услови. Сите тие услови за војна во Украина. Тоа невино украинско население, наше братско население, кое си го сакаме подеднакво, како и руското население, така и украинското население. За нас македонците се исти. Немаме ние никаква друга политика спрема тоа население. Немаме ние никакво друго мислење. Наши луѓе, братски луѓе и едните и другите, особено Украина, кога помагаше во војната во 2001 година. Замислете сега вие од владата на Северна, треба да се протиставите на пописот по Македонија. Треба да најдете начин да ги избркате бугарите, за да не влезете во уставот. Од мене толку, почитувани слушатели, до слушање од мене Ицо Најдовски Перин. The following is the Great Cypriot program. No jazik neki dane, prostete ne može, ova srce čukanja makedonski, mognete zanave, naši jazik je makedonski, prostete ne može, ova srce čuka